Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Настаните во и околу правосудството доминираат на јавната сцена и ја засенуваат дури и предизборната кампања. Претресот на СЈО кај поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски, почетокот на истрагата за сомневањата за злоупотреби на системот за автоматизирана распределба на судските предмети познат како АКМИС, пресвртот во случајот Монструм се случувањата од последните денови што само се придодадува на генералната тема за реформа во оваа област. Деновиве јавно испливаа и други системски проблеми во судството. Судиите поротници се закануваат со штрајк ако не им се зголеми надоместокот, а и онака ги нема во доволен број. Исто така, на седница на Судскиот совет беше речено дека половина од одлагањата на судските рочишта се поради тоа што затворите немаат доволен број возила за транспорт на осомничените или обвинетите до судовите. Ова се прашањата за кои вечерва во 360 степени ќе разговараме со председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски и со заменик министерот за правда Оливер Ристовски, кој доаѓа од редовите на СДСМ. Редовно објавуваме и нова саботажа. Бидете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Проблемите во правосудниот сектор се наша тема вечерва. Во студиото се Зоран Караџовски, председател на Судскиот совет. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. И Оливер Ристовски, заменик министер за правда, реков доаѓа од редовите на најголемата владеачка партија СДСМ. Благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер. Садам ќе имаме интересен разговор. Господин Караџовски, пред да ги отвориме овие системски проблеми во судството, сакам да ве прашам за она што е актуелно, особено вчера, а тоа е претресот на СЈО во работните простории во домот на поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Како гледате вие на тој случај? Значи, тоа е настан кој што се случува во текот на вчерашниот ден. Ние кон крајот на денот сме известени во врска со тој настан. Ја следиме ситуацијата. По моментот за нешто дефинитивно, конечно, некакво одлучување или преземање на некое действие немаме. Значи, сме во комуникација со членовите на Судски совет како колективно тело. Ја следиме ситуацијата натаму, постапувањето и на јавното обвинителство и состојбата во Основниот суд Скопје. Гледате нешто невообичаено, чудно во сето ова? Значи, генерално, не може би личен впечаток некој да има, или јас да имам, тоа е релевантно во ситуацијата. Сите државни органи треба да постапуваат согласно закон, да ги спроведуваат законите и доколку имало, според мене не е спорно дека имало форма на постапување како што е постапено во текот на вчерашниот ден, согласно законот за кривична постапка, тие действија што се преземени, велам, не сме докрај информирани, известени сме дека се издадени наредби судски и е извршен претрес и на компјутерски систем и на канцеларија, односно живеалиштето, односно станот на предметниот судија кој што го спомнавте, Владимир Панчевски. Да, господин Ристовски, вие сте заменик министер за правда. Претпоставам од таа позиција не можете да коментирате постапување на обвинителство, ниту на судноста и поранешен адвокат. Имате некаков коментар за ова што вчера се случуваше? Видете, јас лично и Министерството разбравме од медиумите за настанот. Тоа е постапка која води СЈО. Лично се случувало и порано. Не, во судови може би не, меѓутоа претресите се вообичаена работа, согласно законот за кривична постапка, ништо не вообичаено. Ќе видиме што ќе произлезе од резултатите од самиот претрес. Вие досега сте имале сознание дека протекувале на овој начин информации од овој суд или од други судови? Тоа што првично е соопштено во јавноста е дека наводно е пробиван системот АКМИС на несоодветен начин и дека се изнесувани податоци од предистражни постапки кои што во принцип треба да се тајни кон лица кои што се заинтересирани или засегнати во тие постапки. Апсолутно не, тоа прв пат го слушнав од изјавите кои што беа дадени на медиумите во текот на вчерашниот ден. Ниту индиција немавме, ниту ние сомнение, ниту некој да упатил некакво сомнение за тоа.
Многу пати досега јавно нели се појавува информации дека имало тој тип на злоупотреби. Таквото изнесување точно е злоупотреба и би било понатаму, односно таквото преземање на действие е кривично дело и не е директно во ингеренции на судскиот совет, туку во ингеренции на јавното обвинителство. Затоа во конкретниот случај овластено, предпоставувам, специјалното јавно обвинителство, судот издал наредба за преземање на такви действија, бидејќи имал некакви индици што ме издадена наредба, веројатно се уверил и судот што е издал наредбата, дека треба да издаде наредбата. Да. Ристовски имаше коментари за совпаѓањата на овој чин на претрес од СЈО со влегувањето на Комисијата за проверка на функционирањето на АКМИСот, автоматизираниот систем за распределба на судски предмети и индициите дека имало негова злоупотреба. Има случајно или неслучајно совпаѓање во овие? Колку што ја знам, потполно случајно. Потполно случајно. Нашиот ден термин на комисијата беше закажан, мислам, уште претходната недела. Ние немавме никакви сознанија дека ќе се случува нешто од тој тип. Влезе комисијата вчера, беше во кривичниот суд. Имате некакви првични сознанија? Дали нешто најдоа? Немаме званични сознанија, треба да се изготви извештај. Мислам дека ќе продолжат да работат уште неколку дена, барем беше така првичниот договор со работната група, да продолжи да работи во неколку сесии. Кога ќе продолжат, не знам ништо. Има гласини дека наводно на прва има индиции за злоупотреби на системот, наводно дури за постојање на паралелен систем со АКМИСот за управување со предметите. Сте го чуле тоа? Да, и до мене дојдоа такви гласини. Меѓутоа, по вчерашниот увид е ова што сте го чуле или генерално и претходно? Имаше и претходно, меѓутоа и по вчерашниот увид, да. Господин Караџовски, судскиот совет повеќе пати беше прозиван, да речам, во смисла на тоа дека требал можеби да превземе нешто, но не превзел. Вие еднаш и рековте, направивме проверка, се беше во ред, навистина беше така и таа беше темелна проверка? Значи, претходно во врска, како недореченоста од моја страна, во врска со случајноста на настапувањето и на комисијата за проверка на АКМИ системот и на преземените действија од страна на специјалното обвинителство. Комисијата тоа го имаше најавено, веќе знаевме подолго време сите во јавноста, дали не постоеше можност, според мене малку не е соодветно определувањето на денот, од која причина во истиот ден се одлучиле од специјалното обвинителство да го преземат ова действие, на денот кога комисијата влегува за да врши проверка и дали имало потреба на истиот ден да биде. А каде гледате проблем овде? Значи не гледам проблем, меѓутоа и по самата изјава, како што знам и колегата Нанев, малку беше возбуден судијата Нанев, кој што е дел од комисијата, кога кажа, рече не знам ништо, тоа оди, па таму имаше и алфи полициски службеници, па комисијата, значи дали за нивното мирно работење беше соодветно, мислам не е битно крајно тоа, меѓутоа мислам дека посоодветно ќе беше да се избегне денот, бидејќи итноста на преземањето на действија не беше токму вчера да се преземи, затоа што ако нешто е злоупотребено и направено од страна на лицето врз кое што е извршен претрес, тоа е од многу порано. Значи можело ова действие и порано да се преземе, можело и денеска. Тоа ми е зборот. Околу вашите сознанија околу евентуални злоупотреби на системот? Значи, согласно законската регулатива, Законот за судски совет, надлежноста наша е да ја следиме работата, да вршиме контрола во рамките на надлежностите наши законски, во согласност со деловникот за работа на судскиот совет и судскиот деловник, ресурсите кои што ги имаме ние, капацитетите што ги имаме и можностите, значи не дозволуваат она што се е речено од некои страни дека комплетна ревизија требало да направиме. Ние не можеме да направиме комплетна ревизија на тој систем. Значи нашите ресурси се ограничени. Во судскиот совет е вработен еден информатичар. Од таму, согласно законот, значи во рамките на работните посети, контрола на судовите, во сите судови, кога одиме во посета, се врши штик проба, испитување на определени денови, кога
кога се распределувале предмети, се врши проверка дали е почитувано тоа Александра правило. Зафировска беше надлежна во тој дел за кривичниот суд Скопје. Да, во моментот, како координатори, како колективно тело, и сите сме надлежни, меѓутоа... И незините наоди што беа од увидите што ги правеше? Лично неизин наоди нема, тоа се и работни групи во посета, значи јас како член во 2015 година сум бил во посета на повеќе судови, меѓу кои и на Основен суд Скопје 1 Скопје, со информатичар од судот, повеќе члена делегација и буквално по случаен избор на повеќе денови од текот на неколку месеци например, сме проверувале како е вршено распоредот. Свесен сте и самиот дека... Согласно судскиот деловник, да кажам. Таму каде што стои дека рачно е распределен некој предмет, а не по автоматска распределба, тука мора да има образложено решение согласно судскиот деловник од страна на председателот на предметниот суд. Зошто е така, например, при изземање или ако има еден судија или од различни причини кои што не е растеглива таа категорија, значи доколку некој предмет е распределен рачно, не е во согласност со автоматска распределба, тоа мора да биде образложено. Свесен сте за постоење, извинете, не само за едно ниво на перцепција, туку и за конкретни информации кои што се појавија во јавноста за злоупотреби на тој план, за чудни совпаѓања. Например, ние во нашата емисија известувавме за тоа како, еве ќе ги тргнам настрана предметите на СЈО, например за прекршочни постапки поведени против телевизиите. Сите прекршочни постапки за кршење на изборниот законник за Сител телевизија се паднале кај Моника Бахчовановска. Сите прекршочни постапки за телевизија Нова се паднале кај една друга судика. Некако тоа не беше доволен основ, еве да речеме, да влезете во проверка на ова. Значи е индикативно, меѓутоа ништо не е утврдено. Исто во врска со тоа во текот на вчерашниот ден за 3 од 4 предмети, ако добро прочитав, кои што се одобрени од обвинителните акти од специјалното обвинителство, 3 се кај една иста судика. И видов се појавија јавно проценти за веројатноста сето тоа да се случи, не знам колку беа точни, но беа поприлично ниски. И кога го поставивме за ВД председател, тој е врховен судија, сегашниот ВД председател Стојан Черибарев, значи буквално и досега е категоричен дека се ќе контролира и никакви злоупотреби нема да дозволи. Кога го спомнувате Рибарев, дали е точно дека токму на оваа тема ви пратил писмо за да ве предупреди на затекната ситуација во кривичниот суд, за сериозни проблеми, постојни индиции за злоупотреба на АКМИСот, а дека вие до овој момент го игнорирате тоа писмо од Рибарев? Не, значи такво писмо со такво предупредување не, меѓутоа тоа известување за постојна состојба и комуникација. Што пишуваше во тоа известување? Значи конкретно сега го немам пред мене писмото, ние имаме допис. Немаше предупредување во оваа смисла дека имало индиции за злоупотреби на АКМИСот? Значи тоа писмо, ако мислите денови ве стигна такво писмо, фактички тоа е хронологија, кратко извештај за периодот од како е тој вршител на должност, председател на тој суд, хронологија на настаните во врска со недостаток на кадри, со намален број на службеници, дека во текот на последните 2 години 25 вработени се пензионирани, не се нови вработувања, дека нема администратор, значи комплетното работење и неговото постапување. Како ги вршел распоредите, што затекнал, како распореди за работа. Значи, како кратка анализа, односно извештај, само иницијативно го достави. Јас имам информација дека сте добиле друго писмо со содржина во кое што ве предупредува за злоупотреби меѓу другото на АКМИС системот. Предходно. Јас мислам дека таква работа нема. Значи, сега можам да речем дека нема такво писмо директно, не е упатено до нас. Добре. Значи, ако има, ќе се извинам. Во секој случај, ако има такво писмо, ќе ви кажа. Да. Добро, но ако има, а навистина не сте постапувале, тогаш е индикативно. Тука не се произнесов до крај. Во рамки на работата, по високите судови, при контрола посети на судови, вршат исто, меѓу другото, покрај контрола на предметите и комуникација со судиите од пониските судови, апелационите судови, најмалку 2 пати во годината, вршат исто така проверка на работењето преку АКМИС системот. Значи, извештаи и листинзи се доставуваат како е постапувано по АКМИСот.
Во секој суд постои работно тело кое што е составено од тројца судии, секој месец тие доставуваат извештаи за застарени предмети, за распределба на предмети, за проблеми со предмети, колка број од кои причини застареле, покрај тоа што сите судии доставуваат извештај за нивниот број на предмети, колку го имаат, особено и откако сум јас председател, и пред тоа имаше се врши анализи за зошто стари предмети се долговлекуваат судење и така натаму. Значи, никакви конкретни и директни сознанија ниту од тие тела или по високи судови, конечно и Врховниот суд е надлежен согласно законот да врши контрола и посети на пониските судови, и апелационите и основните судови. Значи, ваква директна некаква информација немаше. Добро. И во јавноста, она што се истакнува дека директно некој судија се обратил до мене како председател на судски совет да укаже дека конкретен председател знам, тоа го демантиравте, го демантиравте. Ристовски, кога се очекува оваа комисија да излезе со извештај околу наодите закони? Веднаш кога ќе завршат со Има проверките. некаква временска рамка? Не ставивме некоја посебна временска рамка. Мислам дека нема да им требаат повеќе неколку дена. Ќе им треба максимално веднаш после тоа ќе биде изготвен извештајот и јавно објавен. Јавно ќе го објавиме. Добро, реков вечера ќе разговараме и за состојбите со судиите поротници. Тие се закануваат со штрајк, бидејќи се незадоволни од висината на надоместокот што го примаат, а и онака ги има во недоволен број. Во судовите исто така ќе разговараме и за очигледно катастрофалната состојба со возилата кои што ги поседуваат затворите, бидејќи не можат навремено да ги транспортираат осомничените и обвинетите до судовите на судските рочишта, но за тоа по една кратка пауза. Ви благодарам за сега. Ве поканувам да останете назад. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Судиите поротници се закануваат со штрајк ако не им се зголеми надоместокот за нивниот ангажман. Тоа е нашата следна тема во вечерашната дебата со Зоран Караџовски, председател на Судскиот совет, и Оливер Ристовски, заменик министер за правда. Господине Караџовски, каква е генералната слика на планот на судиите поротници? Дали ова е навистина закана за блокада на судството од пошироки размери? До почетокот на 2016 година, односно во текот на 2016 не беа толкави проблемите. Генезата на проблемот потекнува од една измена на законот за судови, чија примена стапи на 1 јануари 2016 година, и од тогаш Судскиот совет можеше да избира судии и поротници по многу повисоки критериуми од претходно. До тогаш судиите поротници беше доволно да имат завршено средно образование, може да бидат и пензионери, други услови не беа потребни, само да се пријават и формално да бидат избрани како судии и поротници. Немаше проблем затоа што голем дел од нив, значи имаше и помлади лица и правници невработени и така натаму, меѓутоа голем дел од нив беа пензионери, така што не им значеше многу надоместокот. Претпоставам го сваќа како еден дополнителен приход за не многу голем вложен труд. Меѓутоа, со измените на законот за судовите, кои што почна се применува од 1 јануари 2016 година, многу се подигнаа критериумите кои што треба сега да ги исполнуваат судиите поротници. А тоа се да имаат завршено високо образование, да имаат положено тест за интегритет и психолошки тест. И тоа на свој трошок? Тоа го плаќаат на свој трошок, да, не е во износ колку судиите, многу помал, меѓутоа на свој трошок. И да посетуваат настава во Академијата за суди и јавни обвинители и да полагаат завршен тест на Академијата, за да може да бидат избрани од страна на Судскиот совет за судии и поротници. За да излезе Судскиот совет во пресред на нивните барања, бидејќи трошокот не можеме ние да го платиме, се организира Судскиот совет така што во секој град со професорите кои што го изведуваат тоа тестирање се извршува, значи од натрешноста на државата не се повикуваат судии кандидатите за судии поротници во Скопје, туку се извршува тестирањата во нивните градови, затоа што тоа би представувало за нив дополнителен трошок. Меѓутоа, бидејќи се вакви условите законски, многу мал одзив наоѓаме на
на кандидати за суди и поротници, така што поголемиот дел, да не речем сите судови, ги повторуваат огласите за кандидирање за суди и поротници. Да останеме на ова ниво, да го воведеме заменик министерот за правда. Дали законот е проблем, дали тоа е антиципирано од владата и дали имате намера да интервенирате во тој дел? Да ги симнете повторно критериумите, бидејќи очигледно тоа се испоставува за проблем. Да, законот е донесен 2010, уште во време на Михајло Маневски, додека беше министер. Несреќено решение тоа е во законот. И правилникот за надоместок е од истиот период, од 2010. Таа одредба е стапена на 1.1.2016 година и се јави сега тој проблем. Во стратегијата е влезено дека ќе се ревидира, кога ќе се работи на законот за судовите, дека овие услови, квалификации, психолошки тест, интегритет тест и слично високи образованија ќе отпаднат. Колку брзо може да оди таа законска измена? Не може многу брзо да оди, сето тоа е испланирано да заврши најкасно до 31 март следната година. Значи тоа не е некој долг период. Меѓутоа после не зависи веќе од Министерството за правда, оди во влада, оди на парламент, кога ќе го изгласа. Но на ова ниво имате разбирање дека мора да се направи законска измена, да се симне критериумот за да се врати интересот на едно повисоко ниво, бидејќи има проблем со регрутацијата на кадри, очигледно. Секако е тоа така. Секако, затоа што ова е несреќено решение, не знам зашто било потребно. Значи се согласувам, таа иницијатива ние како судски совет и како суди ја имаме од многу порано, меѓутоа досега не сме наишле на разбирање од страна на извршната и законодавната власт дека критериумите се многу високи, дека судиите поротници конечно представуваат лаичкиот елемент во судењето, а сега ние правиме професионалци кои што не се платени. Во смисла на интерес дека ќе се тоа што кажа заменик министерот е во интерес на целото судство и на функционирањето на судовите. Секако дека е во интерес, меѓутоа не е конечното решение. Од која причина? Правилникот за надоместок на судиите поротници е од 2010 година, како што спомна заменик министерот, и таму конкретно за судии и поротници во апелациони судови и во основни судови со проширена надлежност дневен надоместок е 200 денари, а во судови од основна надлежност е 125 денари. Со тоа што имаат право, доколку живеат подалеку од 2,5 километри од живелиштето ми е подалеку од судот од 2,5 километри, уште 50 денари дневно да добиваат патни трошоци. Станува збор на вистина за смешни примања. Да се намалат критериумите со законот, условно да се вратат како во претходниот закон. Јас мислам дека бидејќи лавината почна да се тркала, ќе има реакција од судиите поротници, затоа што од 2010 година до денес инфлаторната спирала, колку и да е мала инфлацијата, значи примањата протечна. Апсолутно, мислам дека е генерална перцепција дека ова станува збор за смешно ниво на примање. Пред да ја продолжиме дебатата околу ова, сакам да го слушнеме председателот на Основниот суд Скопје 2 Или Сулемани. Овој суд беше посочен како еден од оние кои што имаат можеби најмногу проблеми поврзани со судиите поротници, можеби не најмногу, но еден од оние што имаат најмногу. Да го чуеме, па ќе се вратиме со дебата. Колкува е потребата или недостатокот од суди и поротници во Основен суд Скопје 2 и какви последици предизвикува на тековното работење на судот и на судите? Од ноември 2016 година објавени се вкупно 4 огласи за избор на суди поротници, согласно новиот закон од 2016 година, кој што е малце воведе построги критериуми за избор на судии. Значи, од тие 4 огласи, досега што се објавени, се пријавија вкупно 28 суди, поротници. А потребата на Основен суд Скопје 2, Скопје од суди и поротници е 140 суди и поротници. Значи, ние во моментот се наоѓаме стварно во недостиг на суди и поротници. Значи, ни треба најмалце бројка 140 суди и поротници, а ние функционираме со 28 суди и поротници, од кои 4 се уште им важи мандатот согласно стариот закон. Значи 24 се избрани согласно новиот закон, со овие построги критериуми што ги предвиди законот од 2016 година. Има најави за штрајк на суди и поротници. Какви последици ќе има судот доколку се оствара ова? Доколку дојде до штрајк, пошто слушнав, дури имавме и
состанок со определени лица у судот, управители, дека се најавуваат штрајк на суди поротници, неминовно ќе доведе до одлагање на закажаните рочишта, кај што е предвидено задолжително присуство, односно судењето да иде рочиштето со суди и поротници. Значи, неминовно ќе доведе до одлагање. Но тие судења, тие рочишта, кај што не е предвидено задолжително, нели, присуство на судот да суди у совет, ќе се терат. Но таму кај што е предвидено тие постапки кои што, нели, претhodно ви најавив, нормално ќе се одлагаат, пошто тоа е суштинска повреда на постапката. Ова е голем проблем, знаете, Основен суд Скопје 2 Скопје. Не знам што е 4 огласи се објавени во медиумите за да се пријавува 140, немаме кандидати. Дали е проблемот законот што има, нели, построги критериуми или е проблем на доместокот, тоа некој друг треба да го процени и што е можно најитно да се интервенира у законот или у некој подзаконски акт за да не се доведеме во вакви ситуации, да се одлагаат рочишта по вина на, објективно кажано, на судот. Ова беше Илир Сулемани, председател на Основниот суд Скопје 2, за проблемите со кои што овој суд се соочува, се поврзани со судиите поротници. Господин Ристовски, вие сте заменик министер за правда. Од последната седница на Судскиот совет се слушна иницијатива за тоа дека Судскиот совет ќе иницира итни средби и со Министерството за правда и со Министерството за финансии за да се најде начин евентуално да се решава овој проблем. Прво, дали се согласувате дека ова е енормно ниско ниво на надоместок кој што го добиваат судиите поротници? Во секој случај, јас во претходната кариера ми беше адвокат, јас знам дека има проблеми. 200 денари е навистина смешен износ. Да бидеме реални. Зошто тогаш и оваа нова постава на власт го одбила барањето на судиите поротници? Дали од нив директно дошла иницијативата, не знам. Јас ги консултирав финансии и велат дека ова барање не беше прифатено затоа што секое зголемување носи дополнителни фискални импликации по буџетот. Да, ма тоа е одбиено и во време на претходниот министер за финансии, некаде на почетокот на 2017 година. Но колку што разбирам, и од новата постава од финансии одбиено. И од новата постава. Зошто? Доколку се уважи барањето што го јавно истакнаа судиите поротници, до нас нема стигнато писмено барање. Меѓутоа, јавно што го чувме за износите 500-600 денари да бидат дневниците, тоа е импликација на буџетот од околу 15 милиони денари. Тоа се 250.000 евра. Грубо кажано, да, грубо кажано, да. Меѓутоа, тие средства, ако не се лажам, нека ме поправи господинот Караджовски, се исплаќаат од судскиот буџет. А судско-буџетскиот совет е самостоен во бранењето на својот буџет пред министерот за финансии. Дали го истакнале тоа барање или не го истакнале, јас сега не можам да ви кажам. Писмото го примивме од господинот Караджовски. Претпоставувам дека го примил и министерот за финансии. Ние како Министерство за правда сметаме дека е поцелисходно да министерот за финансии во просториите на министерот за финансии да се одржи таа средба, спремни сме на таа средба, заедно со председателот на Судски совет и да го решистиме ова прашање. Доколку е возможно за 2018 година. Имате веќе... Значи, во кој дел би сакал да појаснам врска со излагањето на заменик министерот. Значи, точно средствата од судскиот буџет се исплаќаат и за судиите поротници и за судската служба. Меѓутоа, кога имаме согласно закон за судови, правилникот го прави министерот за правда за надоместокот на судиите поротници. Значи, јас тоа и во директен разговор и со судиите поротници го зборувам и да имаме средства ние во судскиот буџет, не можеме надвор од тој правилник да исплаќаме повеќе пари. Значи, тој нужно е правилникот министерот за правда да го промени. Само ако ми дозволите, тоа е така. Точно е тоа. Значи, тоа е точно дека правилникот, јас сам ви кажав дека Михајло Маневски кога бил министер го донел 2010 година. Меѓутоа, без да ги знаеме параметрите на судскиот буџет, дали има пари или нема, не може да се измени овој правилник. Доколку имаме сознание дека ќе бидат обезбедени средства, не е проблем во изменувањето. Свесни сме дека овој износ е мал. Значи, во текот на мојот мандат
на почетокот на јануари оваа година, официјално, значи во средби, во комуникација, сме алармирале за проблемите. Официјално, и ние, и Основен суд Скопје 2, и Врховен суд се обрати до Министерот за правда да алармира за постојната состојба со судиите поротници. И во текот на март месец, и спрема оваа нова влада во текот на септември, и до Министерот за финансии, и до Министерот за правда. Ако да не расшириме дискусијата околу законот за судски буџет, колку процентално треба да се добиваат средства, па со ребаланс и така натаму, ако разговараме и за тоа, тогаш можеме да заклучиме дека се работи за смешна сума на пари, во однос не само на буџетот генерално на Република Македонија и на судскиот буџет, и дека не е проблем, само мала анализа да се направи, дека изdatоците не би биле кој знае колку големи, затоа што сега во Основен суд Скопје 2, ако има околу 30 суди и поротници, не го споменавме Основен суд Скопје 1, од проста причина што последниот избор на суди и поротници по стариот закон беше многу непосредно пред да стапат на сила измените. Така што мандатот на судиите поротници кои што се избрани по стариот закон им тече и имаме доволен број на суди и поротници, меѓутоа и тој број се намалува со одливот и нивниот мандат ќе престане и тој проблем ќе се јави и во скопска единица. Значи, кратка анализа ако се направи, дека ако 150, околу 150 му требаат на скопска двојка поротници, во моментот има околу 30, а за минимално функционирање да не се одлагаат од причини на немање поротници, барем краен минимум би бил 50, и како што дискутираме со председателот на Основен суд Скопје 2, треба да прават судиите гимнастика и да се ги предаваат поротниците еден на друг, за да не се одлагаат судењата. А пак во помалите судови од друга страна, иако се помали, таму се јавува проблемот на немање, значи некаде еден, двајца, тројца, значи минимум треба тројца и кај најмалиот суд има тројца суди и поротници за да може тоа што Вие добивте веќе иницијатива повратно за средба или не уште? Значи, каде е, малку го гледам проблемот. Значи, ние после седницата завчера што имавме, а сме имале и дел од медиумите, тоа го повторуваат деновиве, дека за судиите поротници и на претходни седници, дали во текот на оваа година сме дискутирале и сме алармирале. Малку ми е парадоксално, затоа што член по функција на судскиот совет е Министерот за правда, иако без право на глас. Значи, конкретно, како точка на дневен ред беше наведено во овој случај за вчерашната седница, и јас сметам дека требаше министерот да присуствува на таа седница. Сега, иако е член на судскиот совет, беше ние апсолутно да, значи и председателот на Врховен суд како по службена должност се поканети и тоа една недела претходно за оваа седница беа известени. И сега ние се ставаме во таква ситуација што до член на судскиот совет итно бараме средба со него, значи не е во ред. Ние бараме средба во интерес на функционирањето на судовите и на судиите поротници, затоа што секојдневно и од двојки, од натрешноста Битола, Охрид, Основен суд Велес, значи им благодарам на судиите поротници што се уште одат на суд, затоа што во некои писма подпишани од сите поротници во судовите веќе поминаа датумите кога тие се произнесуваат дека повеќе нема да одат на судење. Сега околу улогата на поротниците, од една страна да, носат важни одлуки, решаваат дали некој ќе оди во затвор или не, или барем треба да решаваат, и тоа го прават за 200 денари дневница, што е навистина пресмешно, но од друга страна има и коментари, можеби најкарактеристичен беше на адвокатката Сузана Јошевска Анастасовска, која што вели дека поротниците паралелно и поважно треба да побараат реализирање на граѓанскиот аспект на судењата, за кои се единствено исклучиво одговорни, да си ја сваќаат сериозно одговорноста. Вели, дали сте знаеле дека согласно процесните закони, советите составени од суди и поротници се намерно конципирани за поротата да може да го надгласа судијата или судиите, а што е со реалноста, вели Јошевска Анастасовска, тие се декор кој го плаќаме. Така што ако ова се така свати, и 200 денари е скапо. Ако им се дозволи да учествуваат и придонесуваат во правораздавањето, јас ќе поддржам и повеќе од 500 денари дневница. Се согласувате дека се само декор? Значи, оваа тема е многу поширока и не може со краток одговор или резиме на ова излагање на адвокатката.
би требало поширока дискусија. Значи, некои судии може би ги сваќаат како декор, некои не. Значи, пошироко е прашањето и треба да се анализира дали се потребни. Вие знаете пример во кој што суди поротници надгласале редовни суди? И факт е дека не е голем бројот на такви предмети, процеси каде што судии поротници надгласале. Точно е дека еднакво правото на глас на судиите поротници. Каде што има советот тројца, двајца се поротници, еден судија. Каде што е советот петмина, тројца се поротници, двајца се судии. Меѓутоа, јас како кривичен судија, значи досега ниту сум вршел притисок, ниту сум имал проблеми со судиите поротници. Доколку се запознаат и се во тек со предметот кој што се работи, после завршување на судењето, судечкиот совет, за да се разбереме правилно, судечкиот совет заседава и носи одлука, секако со гласање. Доколку судијата, кој што професионално ја извршува работата, изврши анализа конкретна, го прателе целото судење, секако дека ќе имаат, предпоставувам, заедничко решение и дека јас не сум слушнал досега во мојата и судиска кариера кога сум во судски совет, дека намерно некои судии поротници му вршат обструкција на некој судија за да гласа поинаку. Ристовски, како е вашето искуство? Сте биле адвокат и ви имате директно искуство од сето, иако велам се пак е деликатна позицијата од која што настапувате. Но дали се согласувате со овој коментар на Јошевски? Јас мислам дека е тоа целосна вистина. Нема потреба од широка е темата, кратка е темата, они се навистина декор. Тогаш, дали е депласирана воопшто оваа претходната тема? Дали може би не треба да се разговара за промена на системот во кој што постојат воопшто судии поротници? Тоа веќе бара изискува поголема промена. Пошто нашиот цел систем, како во кривичното судство, така и во граѓанското, е базиран на судиите поротници. Тоа е поопсежна анализа што да се направи. Не мислам дека значи е за елаборирање, за дискутирање дали треба да постојат. Дека во голем дел, бидејќи е лаички елемент, граѓанскиот дел, значи тука е она, не е класична судска порота како во Соединетите американски држави, не може да биде во држава како нашата. Меѓутоа, непознавањето на конкретната материја, бидејќи не се сите тие правници, точно е дека мнозинството судии како товар ги чувствуваат дека треба да обезбедат судии поротници, па дека ако наследниот претрес или расправа биде изменен, треба да го почне судењето од почеток. Инаку за реформа на тоа, мислам дека ако има политичка волја, секако треба анализа да се направи. А инаку конкретно за судиите, мислењето на огромното мнозинство на судии е дека исто би суделе како судија поединец, доколку е советот тројца без двајца поротници, или значи доколку нема судии поротници на терен, во праксата не би имало суштински измени. Да. Тоа укажува дека е декор. Ако судат исто, значи е декор. Да. Мораме на уште една пауза да одиме, продолжуваме понатаму со другото што го најавивме. Бидете нас. Ја продолжуваме дебатата со председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски и со заменик министерот за правда Оливер Ристовски. Ново прашање што го отвораме, а кое што се наметнува по оваа последна седница на Судскиот совет, а и одлагањата на серија судски рочишта во изминатиот период е недоволниот број возила со кои што располагаат затворите, што навистина вака на прва делува фрапантно, но например еве последно што беше јавно познато, тоа беше случајот Монструм, да речеме ова што се случи оваа недела, веројатно ќе се случеше 2 или 3 недели претходно, бидејќи се случи одлагање затоа што Штипскиот суд немал возило со кое што можеше да ги пренесе дел од веќе осудените во овој случај. Имате вие точен увид во таа состојба како стојат работите? Значи, имаме увид во таа состојба. И дали е точна оваа оценка дека навистина речиси половина од одлагањата се поради оваа причина, затоа што нема возило? Статистиката тоа го кажува за кривичните предмети. Тоа го кажува. Господин Караџовски, да прашам нешто само, ако е на пример во прашање притвор, што е со човековите права? Ако навистина се одлагаат ваков тип на да речем на одлуки, а во прашање е пролонгирање на притворот, нели е, како да кажам, тоа е газање по основните права на осомничени?
Притворските предмети не се одлагаат. Тие се одлагаат оние предмети каде што за некое друго сторено кривично дело му се суди сега, а за друго кривично дело се наоѓа лицето во затвор. Значи конкретно, јас како кривичен судија сум судел предмет каде што лицето се наоѓа во казнено-поправниот дом и Идризово на издржување на казна затвор за некое кривично дело, за некое друго кривично дело за кое што не е судено, како судија го судам и не ми се доведува лицето. Дали до сега сте алармирале? Дали до сега сте алармирале за овој тип на проблеми? Значи алармирано е, во определени периоди сме наоѓале решенија. Тоа беше истакнато и на седницата која што го одржавме со конкретни примери и мои лични примери. Дека сте закажувале конкретни денови за конкретни судови. На алармирање на судиите кои работат кривична материја за осудени лица кои што не се доведуваат, доставувавме информации до председателите на судовите, тоа после беше организирано во сите судови така, председателите на секој суд во тој период, уште 2010 година, тие проблеми ги имаше и 2011 година, меѓутоа се најде заеднички јазик, така што определени денови во различни судови, едно или две или три возила, со повеќе лица внатре, значи да се намали трошокот, не само едно лице да биде, и така што се решаваа во тие проблеми и немавме генерално проблеми кои што би ескалирале до ова како што сега. А зошто сега ескалира? Значи сега ескалира затоа што континуирано таквите неформални договарања со казнено-поправниот дом не знам зошто прекинаа. Така што не се доведуваат, нема утврдени договорени денови, каде што се согласни судиите од кривична област во изден, например судиите од Основен суд Битола, во еден определен ден во неделата или во месецот да ги закажат сите предмети каде што има лице кое што е во затворот, па да бидат сите заедно доведени. Сега, во овој момент, одговорот од Управата за извршување на санкции, што е директно под Министерството за правда, во последната година беше дека не постојат можности да ги доведуваат заради возила и слично, а преку казнено-поправниот дом од Управата за извршување на санкции дури се наметна проблем околу квалификуваноста на лицата кои што ги имаат затворските установи, дали се тие доволно квалификувани да ги обезбедуваат лицата што ќе ги транспортираат и кога би имале возила. Значи, тој проблем директно сме барале и бараме да се реши преку Министерството за правда, нормално. Значи, ако гребнете на едно место, под него испаѓа нов проблем. На тоа, ако гребнете нов проблем, така што навистина очигледно системски се проблем. Дозволете сега Ристовски, бидејќи ова е директно за вас. Управата за извршување санкции е под директна надлежност на Министерството за правда. Дали имате намера да преземете нешто на тој план, бидејќи очигледно е катастрофална состојбата? Знам дека една одлука на влада неодамна е донесена и тоа дека на Штипскиот затвор пред неколку дена. На Штипскиот затвор му е доделено едно возило. Да, вака. Ама се фрапирав од фактот дека тоа се запленети возила кои што потоа се пренаменуваат и им се даваат на затворите. Нели тоа сепак преголема импровизација со многу сериозно прашање? Ќе ви обяснам. Значи состојбата е катастрофална, само да појаснам нешто. Управата за извршување санкции е самостоен орган. Си има свој буџет и си има свој директор. Точно е дека е во рамките на Министерството за правда. Директорот е 2 месеци во управата, од август месец таму, и ова е затекната состојба која се таложела со години. Нема возила за доведување на осудените лица на судење, и тоа е точно. Правиме вонредни напори сега, во краток временски период, да го решиме овој проблем. Системски ќе можеме да го решаваме дури во 2018 година. Тоа е... А имате намера тоа да го правите? Секако, мораме да го решиме. Не може очигледно да функционира целиот систем ако постои тој тип на проблеми, бидејќи беа споменувани например проблеми од типот нема бензин. Мислам, тоа е некако звучи парадоксално. Нема бензин. Ма ќе ви кажам зошто сето тоа се случувало. Значи нема бензин, нема возила. Направивме вонредни напори, обезбедивме 2 возила преку Агенцијата за одземен имот, точно е тоа. Едното го отстапивме во Идризово, значи Идризово беше без ни едно возило. Сега можете да замислите како изгледа тоа. А како се носеле од таму тогаш затворени? Со обични коли, со службените обични коли.
Отстапивме едно возило, едно отстапивме сега во Штип со одлука на владата. Имаме уште 4 кои се сега во процедура, да ја завршиме процедурата, че ги отстапиме на најгорливите места каде што треба да се отстапат. Ова се таложило со години. Значи, долгот што го има, е фрапантен податок, што го има Управата за извршување на санкции спрема Министерството за внатрешни работи, за сите овие можни спроводи што се прават со асистенции на МВР и слично, е преку $1.000.000 евра. За колкав период? Наталожен за претходниот период. Не знам точно колку години е, меѓутоа е за претходниот период. Значи, извршување санкции му должи на МВР повеќе од $1.000.000 евра, повеќе од $1.000.000 евра. асистенција што ја добива при спроведувањето на осомничени обвинети на суд. Инаку, Управата за извршување санкции нема директна надлежност, таа не го врши превозот. Казнено-поправните установи го вршат превозот и они се одговорни за самиот превоз. Меѓутоа на нас е и на управата да обезбедиме средства за да тој превоз може да се одвива непречено. Ќе направиме се што можеме до крајот на оваа година да ги обезбедиме и овие 4 комбиња, значи тоа не се обични комбиња, тие се во исправна состојба, тие се од запленети по правосилни пресуди за одредени кривични дела, се приспособуваат во мал дел и може да се користат сега за сега. Мораме да го решиме, бидејќи ова знам дека е голем проблем. Голем проблем. Добро, полека привршуваме со разговорот вечера, но сакам присуството на Караџовски овде да го искористам за само начелно да допреме дел од овие теми кои што се поврзани со најавите за реформа во правосудниот сектор. Се подготвува стратегија, има една нацрт верзија. Едно од прашањата кои што треба да бидат адресирани е прашањето на воспоставување одговорност на членовите на Судскиот совет пред некого. Бидејќи сега вие не одговарате никому за вашата работа, имате огромни ингеренции. Да, системот беше идеално замислен во 2005 со судските реформи, со измените на Уставот, но се испостави дека тоа не беше доволно за да обезбеди докрај независност и професионалност во функционирањето на судството. Се согласувате ли дека прво треба да одговарате пред некого за својата работа и што мислите дека е најприфатлива опција во таа смисла? Прво морам да кажем дека започнувајќи ја работата новата влада и подготвувањето на стратегијата за реформи во правосудството, со Судскиот совет не изврши никакви консултации, се формираа тие совети за правосудство, работни групи и така натаму. Таму Судскиот совет нема свој представник. Во работната група или во советот? Ние ја следиме на двете места. Нема. Значи, од нас не е побарано, ние немаме номинирано, да се наметнеме не можеме, без разлика на тоа. Значи, тоа по заслуги. Прво како реченица, пред да преминам на одговорноста на членовите, реформа без пари не може да се прави. Значи, согласно законот за судски буџет, 0,8% од бруто домашниот производ на Република Македонија за претходна година. Да, и знам дека оваа година ќе оди под 0,4, што е и дека со ребаланс на буџет не сме да се намалува тој износ. Години наназад, јас можам да разговарам за последните 2 години, кога сум бил одговорен за буџетот судски, како по функција председател на Судски буџетски совет, тие 0,8% се далеку, сме до 0,35 до 0,40. Ланската година успеавме со ребалансот да не ни се намала средства, оваа година и со ребалансот се намалија средства. Во разговор со министрите за финансии, што да правиме, нема пари која ми велат, јас му молам, или ќе ги добиеме парите, или ќе ги кршите закон. На ова ниво, Ристовски, ова е вистина. Ако судската реформа е на вистина еден од приоритетите на владата, тоа не може без пари да се оствари. Мислам, можете и идеална стратегија да направите, да ги смените законите, ама ако не се остварува оваа минимум законска обврска за 0,8% од БДП, тогаш на вистина ќе останат состојбите какви што се. Ова е само еден сегмент, инаку состојбата на зградите, состојбата внатре во судските згради, другите материјално-технички услови за работа се навистина катастрофални и се дел од овие извештаи на Судскиот буџетски совет. Да, ма тоа е повеќе прашање за министерот за финансии околу определувањето на процентот кој ќе од иако законски е 0,8. Веројатно и вие ќе треба внатре во владата да се борите за ова. Секако, нормално, тоа е дел од Министерството за правда.
Тоа се тие. Инаку, што се однесува еве до судски згради и слично, јас знам дека во моментов, например, кај обвинителството, тече еден проект кој го финансира Европската Унија, Европската комисија и ќе се реновираат поголем дел од обвинителствата во Република Македонија. Баш вчера беше состанокот на кој јас присуствував. Презависни од тој тип на сме затоа што немаме средства во буџетот. Ама не може реформа навистина без пари да се прави. Точно, дека не може без пари да се прави реформа, меѓутоа буџетот е ваков каков што е, не благодарејќи на новиот министер за финансии, благодарејќи на претходните трошења. Ама 2018 сега е во подготовка новиот буџет, дали нешто ќе се поправи? Ќе видиме, се надевам да, но тоа е сепак прашање за министерот за финансии. Само едно, ако можам да дополнам, да го коригирам господинот Караджовски, он рече дека они не учествуваат во работните групи и во Советот. Тоа е точно дека не учествуваат во работни групи и во Совет. Меѓутоа, стратегијата одеше јавно и имаше 3 дебати по неа. Во тие дебати беа како што се изготвува одредени фази од истата, таа беше ставана на јавен увид. Како на граѓанските организации, така и на сите релевантни институции. Истото важи и за Судскиот совет. Судскиот совет прати член кој беше присутен на дебатата која се водеше во рамките на Министерството за правда, имаше рокови во кои они можат да испорачаат своји мислења. Реформата на Законот за Судски совет оди во 2 фази. Првата фаза е сега, како помал пакет, тоа е укинување на Советот за факти, кратко да го кажам, на тој закон, и пренесување на таа надлежност во Законот за Судски совет. Големата реформа ќе оди понатаму, значи од ноември па натаму. Таму ќе се утврдува начинот на одговорност. А тоа се знае сега, бидејќи има повеќе дилеми, дали биде колективна, дали да биде индивидуална. Значи се уште не сме, само што сме на почеток во тој дел. Вие што мислите за ова прашање конкретно? Ќе одговорам и тоа околу парите, да завршам, да не зборуваме од колку години наназад платите на судиите не се изменети, а за тој проект што е започнат од претходната влада точно со европски пари за се бори за платите на судиите, не Министерството за правда, нема надлежност Министерството за реформите. Значи законите знаеме кои ги носи, ние се бориме можда недоволно, признавам кога не успеваме. Проектот за реновирање на јавни обвинителства. Не знам точен процент, ама околу половина се во судски згради, а има проект за реновирање на обвинителства. Идиме до една чудна ситуација, каде што се во судски згради, ние тоа го имаме наметнато како прашање и ќе одиме до крај. Трошоците на јавните обвинителства, комуналните трошоци за парно, за вода, за струја, ги плаќаме ние од судскиот буџет, не ги плаќа јавното обвинителство или сите обвинителства кои што се во нас просто. И немате колку значи, што ние бараме и ќе одиме до крај да го решиме тој проблем. Значи, од судскиот буџет, така секој може да рече толку пари добивате, меѓутоа добар дел од тие средства ние плаќаме комунални трошоци на друг државен орган. Околу одговорноста на Судскиот совет, односно членовите на Судскиот совет. Оти предпоставам, не беше пријатно и за вас да слушате колешката Зафировска како се јавува кај секретарката на премиерот и му пријавува колку слободни места Судскиот совет ќе огласи. Добро, ако преминиме на преслушуваните разговори да коментираме... Не, чисто како една илустрација за што зборуваме воопшто. Значи, за одговорноста на членовите на Судскиот совет. Не зборуваме за тој тип на одговорност пред секретарката на премиерот. Анализа на законите во оние држави во Европска унија и надвор од Европска унија, кај кои постои судски совет во различни формати со различни ингеренции, укажува на тоа дека кај ниту еден судски совет членовите не одговарат пред другите две власти. Дури кај нас и сега со постојната одредба од членот 135 последниот став имаме обврска да го доставуваме годишниот извештај на Судскиот совет на усвојување пред Собрание на Република Македонија. Но до тука завршува улогата на Собранието, понатаму нема никаква улога Собранието. Нема никаква последица по Судскиот совет. Ако не го усвои, нема никаква последица. Ако има некаква последица, било каква, тогаш директно и недвосмислено Судскиот совет ќе биде во рацете на партијата или партиите што имаат мнозинство во парламентот и секоја година, не теоретски, практично секоја година,
би можело да се врши промена на членовите на Ама и Судскиот вака, совет. господин Караджовски, испадна дека сте во рацете на извршната власт во изминатите години. Значи не само во законот за Не велам Судски дека совет, тоа е добро решение, но кажувам дека и актуелната ситуација е проблематична и мора некако да се решава. Значи, таа перцепција е наметната и изнасилена дека Судскиот совет е во канџите на некој или некого. Или дека сите така, значи провејува една дека сите политичари сакат да го имат Судскиот совет и судиите во својот џеб. Така. Меѓутоа, на терен до 2013 година беше еден начин на избирање на суди, потоа е друг начин на избирање на суди. Одговорноста и да не е запишано во закони, прекршочна, кривична одговорност за совесно работење стои на секого. Не треба да е негде посебно запишано. Во Законот за Судски совет стои дека секој член за својата работа одговара прекршочно и кривично. Значи ние, за разлика од судиите, членовите на Судски совет е испуштено и тоа е на заменик министерот да му кажам, биќе се прави реформа, според мене треба да се предвиди да немаат поголемо право судиите од членовите на Судски совет. Членовите на Судски совет немаат имунитет. Вие не би чепкале ништо во тој дел, во делот на Значи, во одговорноста тој на дел членовите не на може Судски? да има. Во некои од државите е регулирано за поединечна одговорност на член на Судски совет, доколку е осуден и така натаму, самиот Судски совет одлучува или го отстранува со мнозинско одлучување и слично. Убиствено за судството и за целото општество пошироко би било доколку има директна и непосредна одговорност на било кој Судски совет пред некоја од другите две власти, особено, како што разговараме, пред Собранието на Република Македонија. Ама се покаже убиствено и ова што немате одговорност пред никого. Пак не велам дека треба пред Собранието да, како да кажем, да имате финалната одговорност, но Значи, не некаков можам систем, да разберам на некаков кој механизам. убиствено. Значи, се што е Во сите сработено... релевантни извештаи, господин Караджовски, сте опишани не само Судскиот совет. Вие сте една алка, но системот генерално, како се вели квалификацијата за заробена држава, меѓу другото, ги вклучува состојбите во судството и вие тоа го знаете. Значи, начинот на избирање на судии во поголемиот дел од државите и од Европска унија и надвор од Европска унија е помалку демократски, има директно кај што има и министер за правда избира, има предлог на Судски совет, па избира парламент како што беше која беше. Но може би нивото на Судски политичка совет. култура е многу повисоко таму. Меѓутоа, кога имаме определени критериуми врз основа на кои треба да се избере, тогаш согласно законот добива оној што ќе добие мнозинство гласови. И сега имаме и двотретинско и квалификувано мнозинство од тие што не се заедниците. Јас одговорно тврдам откако сум член на Судски совет и председател на Судски совет, прекршување на закон во тој поглед немаме. Проблем во спротивна насока се создаде со ригидните и не тешко спроведливи, неефикасни решенија кај што треба да се изменува закони во однос на бодувањето, оценувањето на судиите. Затоа што основен критериум е добиениот број на бодови, а другите критериуми што се наведени таксативно, меѓутоа не се бодуваат се во Законот за Судски совет и не можат тие критериуми да се применат при вршењето на избор на судии. Добро, мораме да привршуваме. Ајде, само кратко Само коментирате. еден краток коментар. Значи, не може да нема одговорност за членовите на Судскиот совет. Ова што го кажува господинот Караджовски за кривична и слично, сите ние подлежиме нели на кривична одговорност ако нешто направиме. Очигледно дека моралната одговорност ке одредени членови на Судскиот совет е на многу ниско ниво. После тие разговори што ги чувме, таму требаше во најмала рака да се поднесе оставка. Тоа не се случи. Значи, сепак е ова Македонија, не зборуваме за високо развиените земји и мора да се најде механизам. Кој ќе биде механизмот? Ќе видиме. Не е добро да извршната власт има контрола. Да, меѓутоа зошто не Собранието? Тоа е највисокиот законодавен дом. Таму имате пратеници од сите можни парламентарни
партии во Македонија, од независни пратеници и слично. Мора да се најде некој модус. Не може неодржива е состојбата. Ова ќе најде на критика во делот судската јавност, вклучувањето на собранието. Не, јас го кажав како една од идеите што провејуваат во овие моменти. Не е почната работата на тој дел од измените на законот се уште. Меѓутоа, ова е неодржлива ситуација. Па вие видите го извештајот на Брибе, ќе видите дека 70% од него е за судскиот совет. За работата на судскиот совет. Да, добро, мораме да завршуваме. Ворете? Ворете, меѓутоа морам да повторам. Ваков начин, директно да може собранието, би било убиствено. Јас секогаш кажувам дека не зборувам од аспект на член или председател на судски совет. Краток период од мојот живот и од мојата кариера сум тука. Јас се гледам како судија и ќе бидам судија. Сум доволно млад да кога ќе ми истече мандатот тука да се вратам и да продолжам со својата судиска работа. За судиите не е добро. Да, Тама има 5 члена кои се избрани од парламентот во судскиот совет. 8 се од судиите, а 5 се од парламентот. Кој би вршил контрола врз нивната работа? Очигледно прашањето е комплексно, ќе бара дебата, предпоставам ќе се отвори и на крајот ќе се најде некаков модус кој што ќе биде од интерес на на општеството, затоа што состојбите во судството на вистина се оценети за проблематични и треба да се подобруваат. Ви благодарам многу што вечера бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Ве поканувам до крајот да одгледаме и саботажата. Сите неразбрани, особено уметниците, по дефиниција се украсени со низи од бисерна надменост и полносуетни брошеви. Тие потполно несватени од пошироката публика со опус на кој му се поклонуваат само оние што мораат. Ја имаат таа потреба, наместо со делата да влегуваат во персонална полемика и без исклучок, во обид самите со оглед дека нема кој да ја покажат својата величина. 20 пати кажување селска. Па така, ја така доживеав, па имам ја право како да доживеам. Не знам дали сте биле на голем друштво. Не сум бил, само ти си била. Тој што не бил барем 5 пати кандидиран, од кој еднаш и официјално номиниран за најпрестижната филмска награда. Но ако не бива да направиме филм за Оскар, тогаш сигурно сме неверојатно талентирана нација за музика. За сите, па и за овие избори се раѓа по некој нов хит, кој се заканува дека ќе направи промена на топ листата, каде се уште се врти еден стар Evergreen. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине, а? Е дошло доба да се растаемо, Стефчо. Увиек ćemo da se И додека публиката напред се забавува со фолк парадата, зад кулисите, актуелната политичка естрада неочекувано го заигрува истото оро за кое се мислеше дека е одсвирен. Може би впечатокот е лажен и само наликува дека тој и натаму ќе се игра. Но ако наместо да се пушти раката и да се реализираат најавените одговорност, пенали и кривични, во неа се става мастило, тогаш играорците треба да се потсетат зашто се фатиле. На сомнителен начин се испомпуваат милионски евра народни пари. За овој музеј, основниот договор во вредност од 4,5 милиони евра е надграден и проширен со дополнителна серија на анекс договори во вредност од неверојатни 10 милиони евра. Да се оневозможи они изигрување анекси на договори, да се билдаат цени и профити кај некој, значи тогаш Македонија ќе почне да има шанса. И мислам дека нашата генерација има таа обврска. Вчера во владата на Република Македонија подпишан е анекс на договорот за изградба на автопатот Миладиновци Штип. А дотаму, штом подпишуваат анекс, патот сигурно не е готов, и ако има такви што го тврдат спротивното. Па нормално, се поставува прашањето, кому сега да му се верува? Почитувани сограѓани, пред 4 години реков дека сите патишта ќе водат кон Штип следните 4 години. И тоа се оствари благодарение на владата која предводеше господинот Никола Груевски, а после 2020 година ќе имаме нов аеродром. Што ме така? Време е да се подготвиме за летот со кој ќе стасаме да помогнеме во расчистувањето на цивилизацијските дилеми
Иако е совршено нејасен изборот на патници, со кој сме наумиле да ги решиме глобалните проблеми на модерниот свет. За Каталонија, за референдумот и за се она што се случуваше изминативе денови со Шпанија, а веројатно и за некои други теми, како што е курдскиот референдум и сепаратизмот во Европа, ќе зборуваме со моите гости, Евтим Клетников, поет, есеист, познавач на шпанската литература. И на крајот, кога баш нашите литерати се повикани да го решат светот и векот, на обичниот народ не му останува ништо друго, освен да си ја накриви капата. Јас сум наклонет, како што стои на капата, и единствена капа во Македонија. И на Македонија и треба единствена капа, за конечно да си ја заштити главата, не дозволувајќи повторно да биде истрижена. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Можете да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk, на Facebook и на Twitter. Благодарам уште еднаш и се гледаме в понеделник од 22:30.